Денеска во Средното општинско земјоделско училиште Ѓорче Петрова Кавадарци се одржа дегустација на млади вина. Беше изведена пригодна музичка програма, изведен рецитал посветен на виното, а беа доделени наградите во категорија на црвени и бели вина. Пред се на присутите им се обрати директорката Радка Росомански. Со големо задоволство го отвараме овој настан посветен на една од најблагородните производи на човекот, виното. Дегустацијата на младото вино е активно што се применува во редовната настава како дел од едукацијата на идните млади енолози. Во нашето училиште учениците произведуваат високо квалитетно вино под менторство на своите професори. Оваа година сме горди на нив со новиот училишен бренд на белото вино Бисерна капка. По повод овој настан организираме надпревар за учениците кои произведуваат вино во своите семејства. За таа цел подпишуваме меморандум за соработка со организацијата Винари на Македонија, во која учествуваат еминентни и признати енолози, кои ги оценуваат вината на нашите ученици. Тие ќе бидат идните наши пријатели и соработници и со нивна помош ќе можеме да создадеме квалитетен кадар од областа на винарството. Се надевам дека учениците и професорите од нашето училиште ќе продолжат да иницираат и спроведуваат вакви активности. На таков начин ќе бидеме пример во градот и теквишијата. За таа цел треба да работиме, да бидеме посветени со љубов во секоја професија која може да станеме лидери во едукацијата. Главната церемонија поради што и се одржа годинашнава прослава е изборот на вина во ово училиште, кој традиционално се чини поради тоа што самото училиште располага со сопствен лозов насад и сопствена винарија. Овој пат изработките или наградите ги добија најдобрите ученици кои изработија вина, а соодветна стручна комисија го оцени нивниот квалитет. Еви ги наградените ученици. Во категоријата црвени вина, третото место го освои Надица Георгиева со 85,9 поени. Во категоријата на црвени вина, второто место го освои Цветанка Стојанова за вино од сортата Молдавија со освоени 86 поени и првото место Каберне Франк на Никола Тодорчев беше прв со 93 поени. Во категоријата бели вина, третото место со 85,4 поени за сортата Табјаника, наградата ја доби Слободанка Орешкова. Второто место со 88,6 поени од сортата Табјаника, второто место го освои Славе Цветков. И првото место со 91,2 поени за сортата Ризник му припадна на Магдалена Камчева, која беше сепкувен победник во рамките на оваа категорија. Инаку на денешната промоција на 5 вина кои ги промовира ова училиште беше покажан голем интерес од страна на граѓаните кои дојде овде и заедно со учениците го прославија денот на младото вино или Божуле. Со пригодни зборови на присутните им се обратија самите ученици кои објаснија зошто се прославува во месец ноември, последната седмица на овој месец, денот на младото вино.